Јас сум Цане Трајчевски, а вие сте тие кои ќе го следите прилогот посветен на фудбалот во општина Демирхисар, насловен како најдобрите во фудбалот во општина Демирхисар во 20-тиот век. Бидејќи во втората половина од 20-тиот век се играл најдобриот фудбал во оваа општина, дојдов до идеја за избор на идеалните 11 за целиот 20 век. За оваа цел, по неколкогодишни анкети, направени со спортски работници, тренери, новинари, љубители на фудбал, поранешни фудбалери, се дојде до бројка од 33 најдобри во споменатиот век, и тоа по тројца номинирани за секое место од 1 до 11. Церемонијата за најдобрите 11 се одржа кон крајот на месец декември 2023 година. За објективниот избор се покрижи 5-члена комисија во состав: Веле Радевски председател, Љубе Димчевски член, Драган Мицевски член, Благојче Спасевски член и Даниел Станевски член. Прете сега да ги споменам номинираните. За местото број 1 голмани номинирани беа Зоран Мицевски Демирхисар, Јонче Пејковски Жван, Рифат Абдуловски Пате Демирхисар. За местото број 2 десни бекови номинирани беа Благојче Петревски Кутретино, Љубе Кутретински Сопотница, Ристи Илиевски Стругово. За местото број 3 леви бекови номинирани беа Ѓоко Илиевски Стругово, Вецко Мурговски Сопотница, Добре Ѓорѓиевски Демирхисар. За местото број 4 десни халфови номинирани беа Вангел Поповски Загориче, Каре Каревски Слепче, Дончо Мицковски Стругово. За местото број 5 центар халфови номинирани беа Трајан Јаковски Демирхисар, Благој Аташовски Жван, Мендо Едековски Жван. За местото број 6 леви халфови номинирани беа Стојан Јанковски Единаковци, Блаже Вилјановски Привилци, Трајче Богучевски Слепче. За местото број 7 десни крила номинирани беа Роберт Ендековски Жван, Борче Ангелевски Слепче, Киро Ѓорѓиевски Демирхисар. За местото број 8 десни полутки номинирани беа Перо Стојановски Демирхисар, Пејко Станковски Белче и Јовче Станковски Жван. За местото број 9 центар форови номинирани беа Благоја Неделковски Слепче, Добре Василевски Сопотница, Љупчо Поповски Сопотница. За местото број 10 леви полутки номинирани беа Петар Ковачевски Смилево, Хестон Карчевски Слепче и Добре Анчевски Единаковци. За местото број 11 леви крила номинирани беа Васко Петровски Слепче, Киро Ангелевски Демирхисар и Сашо Талевски Стругово. Иако имаше тешка задача, петчлената комисија за идеален тим на 20-тиот век во општина Демирхисар го избра. Број 1, односно голман, Зоран Мицевски, 4 гласови од можни 5. Број 2, десен бек, Благојче Петревски, едногласно 5 гласови. Број 3, лев бек, Ѓоко Илиевски, едногласно 5 гласови. Број 4, десен халф, Вангел Поповски, 4 гласови од можни 5. Број 5, центар халф, Трајан Јаковски, едногласно 5 гласови. Број 6, лев халф, Стојан Јанковски, едногласно 5 гласови. Број 7, десно крило, Роберт Ендековски, 3 гласови од можни 5. Тука беше најтешко одлучувањето на оваа комисија. Број 8, десна полутка, Перо Стојановски, едногласно 5 гласови. Број 9, центар фор, Благоја Неделковски, 4 гласови од можни 5. Број 10, лева полутка, Петар Ковачевски, 4 гласови од можни 5. И број 11, лево крило, Васко Петровски, едногласно 5 гласови. Инако оваа свеченост се одржа во ресторанот Горнакојќа во близина на Слепче. Организатор беше Сдруженијето на пензионери од Демирхисар, а настанот го помогнаа Пашовски тутунски дилер Доел Скопје, Рудник Демирхисар АД Сопотница и општина Демирхисар. Овде покрај мене е Кирило Блажевски, председател на Сдруженијето на пензионери од Демирхисар,
Кој беше организатор и поддржувач на настанот избор на најдобрите фудбалери во општина Демирхисар за целиот 20 век? Кирило, како го види настанот? Ја поздравам твојата идеја за вака организиран настан и за избор на најдобрите фудбалери. Со задоволство ја прифативме понудата за да бидеме организатори и поддржувачи на сето ова идеја. Би те прашал и едно следно интересно прашање кој гласи така: дали комисијата за избор си ја заврши објективно својата задача? Секако комисијата си ја заврши својата работа на најобјективен начин. Велиме објективен, а ти си еден од повозрастните љубители на фудбал, веројатно ги имаш гледано сите живо. Ова го велам од причини што сите спортисти, лично јас ги познавам и му е пратив нивната спортска кариера во овој период. Ова твое излагање веројатно многу ќе значи на оние кои ќе го гледаат овој прилог за најдобрите во фудбалот во општина Демирхисар. На крајот би те прашал, доколку организираме нешто слично, некои избори, дали би прифатиле пак повторно организација и поддршка на сето тоа? Секако таквата понуда со задоволство ќе прифатиме ние како Сдружение на пензионери од Демирхисар, затоа што ние во тој период на време бевме лично сведоци за сите тие настани кои што беа во тој период. Ти благодарам за учеството во овој наш прилог, кој се надевам ќе биде доста гледан. Добар ден и од мене. Во рамки на прилогот, односно видеозаписот кој што е во рамки на подготовка, сакам да се произнесам по однос на темата, насловена најдоброто за фудбалот во 20 век. Моето име е Даниел Станоевски, кој беше активно вклучен во целокупната техничка и организацијска структура, но и како член во комисијата за избор. Почитувани спортски работници, поранешни и сегашни фудбалери, љубители на спортот и сите граѓани на општина Демирхисар, со особено задоволство сакам да споделам неколку мои впечатоци по повод одржувањето на настанот на кој беа доделени признанијата на најдобрите фудбалери на 20 век во нашата општина. Најнапред сметам дека ова не беше само уште една свеченост или спортски настан, ова беше можност да се оддаде заслужена почит на луѓето кои со својот талент, труд и пожртвуваност, односно и љубов кон фудбалот, оставиле трајна трага во спортската историја на Демирхисар. Кога креаторот на идејата, односно иницијаторот за овој настан, идејниот творец, мојот личен пријател Зане Тречевски, ме контактираше за да се вклучам во организацијскиот дел и во промоцијата на настанот, со задоволство ја прифатив поканата. Пред се како проактивен, општествено ангажиран индивидуалец во областа на односите со јавност, но и како човек кој го цени спортското наследство, сметав дека оваа иницијатива заслужува максимална поддршка и соодветна афирмација пред јавноста. Мојот придонес беше насочен кон промоција на настанот и неговото документирање преку фотографии, но истовремено имав чест да бидам дел од комисијата која учествуваше во изборот на најдобрите 11 фудбалери од вкупно 33 номинирани. Иако по возраст бев еден од помладите членови во овој процес, за мене тоа представуваше исклучително драгоцено искуство. Со големо внимание ги следева размислувањата и сведоштвата на поранешни фудбалери, спортски и културни работници, како и на новинари кои со децени го следеле спортскиот живот во нашиот крај. Нивните спомени, факти и аргументи беа потврда дека за секој име стои една богата спортска приказна и значаен придонес за развојот на фудбалот во Демирхисар. Токму затоа сметам дека најголемата вредност на овој проект не е само во изборот на најдобрите, туку во зачувувањето на колективната меморија и во потсетувањето на генерациите што доаѓаат, на луѓето кои ги поставиле темелите на спортските успеси во нашата општина. Уште еднаш сакам да упатам искрена благодарност до креаторот на идејата, до сите членови на комисијата, до номинираните фудбалери, нивните семејства, како и до сите што придонесоа оваа иницијатива успешно да се реализира, а најмногу заслужни за во организацијскиот дел со максимална и безпрекорна поддршка застана Сдруженијето на пензионери и претседателот Кирило Блажевски.
Верувам дека ова е само почеток на една убава традиција преку која ќе продолжиме да ги вренуваме и промовираме спортските достигнувања на нашите граѓани. Нека овие признанија бидат поттик за младите генерации да спортуваат, да веруваат во своите способности и со истата посветеност да ја градат иднината на демирхисарскиот спорт. Ви благодарам.